Според член 75 став 3 од Уставот на Република Македонија, председателот на Републиката може да одлучи да не го потпише законот за ратификација на спогодбата со Република Грција. Со оглед на тоа што се работи за закон кој што се донесува со просто мнозинство, во ваков случај законот се враќа на собранието на повторно разгледување. Доколку собранието при повторното разгледување го усвои законот со мнозинство гласови откупни од број на пратеници, председателот на Републиката според Уставот е должен да го потпише. Не смее да не го потпише, тоа е негова уставна обврска. Апсолутно, тука нема дилема. Ако не го потпише, тој ќе одговара еден ден. Откако ќе го потпише, ја објаснувам целата постапка, законот во рокот според член 52 став 2 од Уставот се објавува во службен весник на Република Македонија и тогаш председателот како орган има право да поднесе иницијатива до Уставниот суд за оценување на неговата уставност. Тоа е уставната постапка на која треба да се држи председателот на Републиката. Се друго е противуставно. Доколку председателот одлучи да не го почитува Уставот на Република Македонија, за жал, тоа веќе постана пракса овде кај нас. Од највисоките органи на државната власт, конкретно мислам на председателот, лично мислам дека законот, односно указот за прогласување на законот, може да го потпише само председателот на собранието и со потпис на председателот на собранието тој да се објави во службен весник. Ова го кажувам поради тоа што председателот на собранието го представува собранието. Во собранието седат мнозинство пратеници кои што го донале нели законот. Тоа мнозинство на пратеници го представува мнозинството на граѓаните на Република Македонија. Волјата на мнозинството на граѓаните на Република Македонија е појака од волјата на председателот како поединец. Таа волја треба да се почитува. И затоа лично мислам дека сум во право, председателот на собранието слободно може да го потпише без подпис на председателот на Републиката законот да оди на објавување и да се стави во процедура.